Драги гледачи, добро дојдовте назад. Уште едно издание на нашата и ваша 00748. Вториот дел со нашиот реномиран гостин, експерт по проблематика која што веќе ја споменавме на Факултетот за безбедност Скопје, како даскал, кажано народски, кој што ги треба да ги едуцира идните генерации во афелата како да се практично да ги спроведуваат сите оние пишани уставни и законски рамки. Значи, стигнавме во претходното издание до оно што се нарекува иницијатива за амандмански измени и дополнување на Законот за кривична постапка, а и на крај ќе говориме и за иницијативата со предлог амандмани за измени и дополнување на Законот за судски совет. Почитуван Даскале Петковиќ, ајде малку да влеземе подлабоко во оваа проблематика. Гледаме у задње време, па и претходно, посебно у последниве времења, дека и во нашите постапки кои се регулирани со Законот за кривична постапка има големи пропусти, односно постапките се или долго трајат, односно или не отпочнуваат воопште, или има други пропусти кои што се и од аспект на нефункционирање и непримена на законите, меѓутоа овде ќе зборуваме од аспект на пропустите во законите кои што се битни за постапките за кривичната постапка. Со овие од моето долгогодишно искуство во пракса и теорија, со овие мој предлог измени и допуни на кривичната постапка, на Законот за кривична постапка, генерално предлагам со амандмани конкретни, меѓутоа овде ќе ги изнесеме намалување на рокот на одлучување по кривичната пријава од страна на јавниот обвинител. Беше 6 месеци, сега е апсолутниот рок на 3 месеци. Како што знаеме во праксата, до сега има стотици, да не речам илјадници предмети што се држат во фиока од страна на јавните обвинители, кои што и тоа е изванично и од странките, и од медиумите, и тоа е општа генерална, како што е општ генерален став дека довербата во судството и правосудството е 2%, и како што кај нас општо е корупцијата замешана во све, и на странски, и на домашни рейтинзи, и преку транспарентност, и на сите што се меродавни и институции кои што ги мерат прецепцијата за корупцијата, така и овде дека општо познато е дека многу од кривичните пријави се чуваат во фиоки после рокот од овој 6 месеци, а камоли и со ова би било од аспект на корупција скратен рокот и можноста за влијание од страна и за тој дел, а второ и заради убрзувањето на постапката. Бидејќи, како што знаеме, тие постапки треба да бидат хитни и брзи. Даскале, вие важите за експерт оваа проблематика за кривично право, кој што им ја образложувате исто на учениците, студентите пред се на Факултетот за безбедност Скопје. Оваа иницијатива за измени и дополнување на Законот за кривична постапка, освен во намалување на рокот за одлучување од 6 на 3 месеци, овде наведува некои, се предлагаат и други работи, задолжување на полицијата за преземање на сите предистражни действија и потребни мерки за пронаоѓање на соучителите на кривични дела. А полицијата по преземање на сите овие действија е должна без одложување да го извести јавниот обвинител. Во овој дел вака. Што тоа значи? Ова значи вака. Сегашните законски прописи
а уште повише праксата од моите контакти уназад и со некои своевремено и претходни 2-3-5 години со началници од полиција, мои приправници и колеги, постапката вообичаена, иако начелно има во законот има премостување дека во пракса и одговорите кога ги прашував зашто, полицијата многу ретко покренува кривични пријави директно до обвинителот, иако тоа е обврска на секој граѓанин, а највише на полицијата. Овдека да подобро се разбереме, нијансата е не дека не пуштаат они, за некои градоначалници после избори пуштаат и сега пуштаат директно, меѓутоа вака беше одговорот на некои од тие началниците и раководителите во МВР, дека нема ја што да се занимавам, ќе го известам, пошто стои да се извести обвинителот, и после по налог на обвинителот ќе ги преземам сите оние што се предистражни действија, кои што по законот припаѓаат на полицијата. Сите оние и сега припаѓаат, меѓутоа да се премости оној вакуум, да полицијата може кога е инфрагранта и кога има информации и кога ќе добие кривична пријава до полицијата од граѓаните, да ги спроведе овие што се неодложни, хитни постапки у претежна постапка што ги има, и заради прибирање на докази и све, и после, како што беше претходната пракса која своевремено ја работи по претходниот закон, полицијата по иницијатива, односно по кривична пријава, презима сите средства и ја комплетира пријавата и ја праќа до обвинителот со сите, а не да чека после тоа од обвинителот кој ќе добие, ние ги викаме предварителни обавестувања, а сега се наредби, налози од обвинителот што да се преземе, тука се скратува оно можноста на арбитрирањето на обвинителот. Пошто језда обвинителот е доминус во постапката, он одлучува за обвинителниот акт и тоа па не му го скратуваме, па ќе одлучува он. Меѓутоа ќе биде побрзо и поквалитетно завршена, бидејќи таа што викаат правосудна полиција и обвинителски истражители ги нема сегде. Така. Бидејќи во американското право тоа е под Министерството за правда, тие имаат комплетно такви и таму се работи така. Истражителите, нивни правосудна полиција, како ја викаат, таа го обавува за обвинителот. Но кај нас тако не постои. Постои закон, ама у пракса има сега истражители, понекои кои што се користат и од МВР, работат и ваму и за таму, меѓутоа оставаме простор за арбитрирање од страна на обвинителот. Јасно. Така да околу тој дел, и тоа треба да биде прецизно, и второто е уште попрецизно, тоа се уставни права да обвинетиот, односно бранителот на обвинителот ги може да ги добие сите они информации што се и навремено, а не да се чека да не може да ги добие сите докази за да може утре да припреми одбрана. Едино исклучок е со закон и тој ќе остане да не може да ги даде податоците со кои ќе се открие заштитениот сведок. Јасно. Другото, со сите форми, електронски, слики, сите мора да ги има во законскиот рок обвинетиот, односно неговиот бранител, да биде јасно и прецизно. Иако и сега е, меѓутоа да биде јасно и прецизно и рокот да се скрати, за да може одбраната, која има право уставно, да може да се припреми. И дори вели во вашиот предлог да ги прегледуваат списите и доказите на обвинителството, се разбира, и на Министерството за внатрешни работи, да доставуваат препис, како и да ги фотокопираат, да ги копираат по електронски пат, да добијат копии од фотографии, видео и аудио снимки, се поставува како докази, евентуални докази во постапката, да ги фотографираат предмети, да добијат препис или копии на било кој начин што ќе го оценат за најадекватен за анализа на списите и доказите во рокот 15 дена од поднесеното барање, освен списите и доказите од кои може да се открие идентитетот на заштитениот сведок. 15 дена од поднесеното барање. Како е сега во пракса? Не, сега во пракса е желбата, иако има некој рок тачно сега кој беше, го имам таму тој дел,
Меѓутоа, дури на суд кој ќе дојде, дури тогаш со инсистирање ги добиваат, така се жалат колегите адвокати, така да гледаме и званично и незванично на пресови од тоа до сега и од претходниот закон и претходната пракса. Јас како своевремено кога работеме кривично со доајените на адвокатурата тогашна покојни сега Јоанидис и Милорад Мартиновски, ние со нашиот авторитет и моите колеги кои што беа едниот претходен обвинител, другиот претходен судија, за нас немаше проблеми законот да се примени и да ги земеме сите докази на време и пред време, бидејќи беме, посебно овие двајца колеги беа у таа фелата и беше лесно да се земат. Меѓутоа, другите колеги и тогаш имаа проблем да ги земат сите докази. Тоа одамна е, не од сега. Меѓутоа, сега, божен сме, нашиот ЗКП, еден од модерните европски втора работа е покриен, овие што ги кажувам барања се покриени со одлуки на Европскиот суд. Во оваа иницијатива за измени и дополнение на Законот за кривична постапка наведуваат продолжување на рокот на 30 дена во однос на правото на подносителот на пријавата за преземање на гонењето како субстидиарен тужител пред надлежниот суд, кој што беше во претходниот кривичен закон, со тоа елиминација на манипулациите од страна на висшиот, евентуалните манипулации од страна на висшиот јавен обвинител при одлучување на жалбата против решението за отфрлање на пријавата и со тоа завршување на понатамошното гонење на сторителот пријавениот. Што овој предлог значи? Овој предлог се однесува на досегашната пракса, каде што 99% од кривичните пријави пуштени од субсидијарниот тужител или подопрен глас, што малце се тие, да првенствено се тие пријави се чуваат во ФИОКа, повише од рокот, како што кажаме законски, со тоа што додека не се најде, да кажеме, некоја можност да се употреби сегашното законско решение, да доминус на постапката биде само државата, односно обвинителот, а за тоа да нема никаква улога, како што е на Запад до сега, оштетениот. Како што гледаме и во филмови, и во пракса, оштетениот може да се откаже за кривичните дела од гонењето и постапката прекинува. Ама државата која ќе гони оштетениот, гони до крај. И нема таму, како што е Англија, нема право жалби, малби од тој дел, од аспект на обвинителот. Само оштетениот има, односно обвинетиот има право на жалба. Тоа е во англосаксонското право, ама тоа гледаме. А како е во континенталното право во Европа? Континенталното право има негде овој дел, само па таму Германија зголемени се кривичните дела, каде што субсидијарниот тужител има кривични дела да гони. Не само кај нас овие ситните дела. Ќе кажам, таму во Германија има специјално кривично дело во кривичниот закон, каде што една лепеза и во корупцијата на деловните односи, кај што е и таму има по приватна тужба да се гони субсидијарен тужител. Сега со нашиот закон се одзема, осим за некои ситни дела, багателни, се одзема улогата на оштетениот, односно субсидијарниот тужител. Но во претходниот кривичен закон постоеше така? Постоеше у претходниот закон за кривична постапка. Овој новиот што се одзема тој дел. Со тоа што се остави простор, ова се све практични видувања каде што се можностите за корупцијата и одлучување мериторно само на обвинителот и за права кои што се уставно правни и право општи на оштетениот. Како што и у случајот, ќе кажеме, оние вториот дел, случајот у Тетово за Теодора, што беше. Што има. Говориме за тоа. И овдека, значи, пред другото предлагам да или целосно се две алтернативи, целосно се може после откажувањето на обвинителот да ја преземе субсидијарниот тужител целата постапка на место обвинителот како што беше претходно, а да има право обвинителот во секој момент кога ќе оцени да се приклучи да заврши постапката. Така да го и на државата го оставаме тој дел. Со тоа што тоа беше системот и тој
функционираше донегде, иако можеби немало многу случаеви да самиот субсидијарен тужител ја обнови постапката, ама имаше шанса законска. Така. Сега, после потврдувањето на жалбата, одбивањето на жалбата од висшиот обвинител, нема на така право оштетениот по ништо, по никое, ни по повторување, никакви правни средства, иако можеби делото постои, се завршува постапката. Сега, Даскале, вие велите дека е време институциите да престанат со симулација на реформи и да се соочат со вистинските проблеми, ги повикувате и владата и Министерството за правда, собранието како законодавна власт, правосудните органи, значи се мисли на судиите, на судството и обвинителите, да работат до времето преку само регулација и отчетност, односно вклучување на граѓанскиот сектор и стручната јавност да се зголеми притисокот за вистински реформи. Зашто, велите, без правда, нема правда без одговорност, а без правда не може да функционира ни институционален системот, ни државата. Кај нас се случи, значи, ласкарци, се случи со автобусот на бугарските патишта, се случи со модуларната, се случи последново со Кочани, во Кочани. Што е проблемот? Пак, као што рекоме на почетокот, првиот проблем, дедо ми па ќе го повикам, е немање никаква одговорност законска на правосудните органи. Тоа е првиот проблем. Вториот проблем од тука настанува. Вториот проблем, да, ја го викам покултурно, иако ваму корупција сега едно време беше у мојот период на почетокот и у претходните и полициски работење беше, го викаме, мито и корупција, и за тоа имаме процесуирани и суди и други функционери со плаќање, како што беше фатен сега директно судијата на Врховен суд, иако се тие потешки работи, инфрагланта што се вика, меѓутоа тоа е првата пречка што нашето правосудство функционира како досега. Меѓутоа тоа испаѓа дека све е начелно, регуларно, иако функционира противуставно и постапката, што е измените на постапката во однос на кривичната постапка, тие измените на водењето на процесите, и као второ, јас по тоа што гледам, осим со исклучок некои суди, преангажираноста со ситни предмети, бидејќи и граѓанските и овие ситните предмети се водат со години, и преоптавеността на судиите, иако тоа може не е олеснителна околност за мене, иако они со тоа дека немаат судии, дека немаат средства, дека немаат соработници, меѓутоа не е оправдување да некои предмети што се важни предмети и огромни предмети за корупција, кај што и трагични предмети, како што и сега, не знам до кај ќе дојде, иако се убрза на почетокот, ќе видиме како ќе биде закочани судската постапка и до каде, да се водат толку многу и да се одлагаат, бидејќи тука и околу организацијата и менаџирањето од страна на председателите и од способноста, посебно сега на младите судии кои што од академија дојдоа, ако ги стават у такви за такви судења, да си направат организација, бидејќи гледајќи на филмови и некогаш присутни и на европските судови у околината Бугарија и тие поголемите предмети, кај што предметот почнува и првостепено за месец дена завршува, и тоа ако треба секој ден. Имаше такви маратонски судења од едните предмети, кај што можеби од обвинителството беше погрешно обвинението за нашите уставобранители или терористи наречени со делото. Не се слагам дека е тоа квалификацијата, меѓутоа имаше обиди
кога сака државата да направи и судења, и поручек, и сабајли, и цело време, дури беа ептен претерани од аспект на можности на адвокатите, од аспект на казни, од аспект на тој дел. Значи, не се слагам со толку ефективно судење, меѓутоа, не се слагам и со толку одлагање, каде што има правни пропусти и каде што се чека да делата и по природен пат застарат, а камоли што после тоа, што ќе го кажам, што е за мене вториот и најголемо уривање на капак на све на правниот систем е измената на кривичниот закон од 2003 со кој што докажано и од порачуни и со средства од БРИН и од пуно невладини и други институции и странци дека над 800 обвинети се спасени од созастарување со овој закон и скоро сите, досега уште неколку има, од така наречените своевремено надеж на нашето правосудство СЈО, кое заврши трагично поради кадарот на тој дел и поради карактерот на нашите, како што реков, млади носители на функции во правосудството, затоа не ми дава надеж да може секој да ги подкупи, начелно испаѓа, иако кажуваат две работи што не се слагам јас и кој сака од експертите и стручни и професионални, дека Македонија има добри закони, нема спроведување на тие добри закони. Докажав со овој дел и ќе докажам дека Македонија има закони правени со како швајцарско сирење, со празнини кои ќе се користат за да се одлагаат постапките за посебни луѓе. Тако беше и случајот, ќе се вратам на осудителната пресуда за председателот на Кривичниот суд 1 Скопје, кој едини, јас трагичен го викам, иако станаме пријатели и како постар ме почитува и го карам за некои работи, за тој дел, меѓутоа, како што кажав по Уставот, амандманот 27, пошто он настапувал таму како председател на суд, а и председател на суд е судија, едини беше што правосилно е осуден и што одлежа 4 години, иако Уставот, иако не се слагам со тој е противуставен амандман, ама за другите суди беа сите ослободени, кај што беа и казнети за други дела, за фалсификат, за злоупотреба на службена должност, а него беше осуден само, иако не го правдам дека Акмисот го прекршил и напишал решение со рака, и решението со рака е одлука судска. По мене Уставот го штити, иако реков не се слагам дека тоа е вред со Уставот. Меѓутоа, едини беше што одлежа на крај, не знам у Страсбург што направи на тој дел, меѓутоа, значи тоа е селективноста на примената на овие прописи и кај што ги има и негативни, и тие не се применуваат за сите. Така да, тој дел, значи, е проблем у нашето законодавство, проблем се и капацитетот на нашите, моралниот капацитет на нашите суди, што ги викаат, јас нема да кажам оценка, пошто пуно познавам и добри суди, затоа и не работам 20 години, 15, колку е како адвокат, иако по законот за адвокатура можев да работам до пензија, да не речам подалеку од пензија, немаме некој рок тој дел, меѓутоа судијата, како што рече американската сега амбасадорка, даваат заклетви дека ќе го почитуваат Уставот и законот, и истите тие суди што се честни, што можеби усвојата, што ги има многу, кажуваат, не знам колку се многу, меѓутоа од една анкета од мојата пријателка од антикорупцијска претходната председателка, кажава судиите сами дека им се вршило притисок, дека е политички ваков, таков притисок, што е неспорно тоа, ама правиот судија, што ќе и правиот морален човек, што има интегритет,
ако сакал да, ако ја идеализирам, ама за мене у тие времења сум и у тој принцип е моралниот интегритет, е да кога судам по закон, да дојде Свети Мицковски, Свети Господ, нема да го прекршам законот, или нема да бидам судија, ќе давам оставка, а у најгор случај, односно у случај што обврска мене ми е по уставот и по законот, да пријавам секое кривично дело, секој граѓанин е, а посебно судијата, да пријавам кривично дело дека тие се кривични дела, преституција и нудење мито и сите тие се казниви со устав и закон. Така да доведува до злоупотреба на службената должност. Тоа баш кај што, меѓутоа не одговара, затоа некој паметни ги ослободиле судиите со противуставен амандман, дека и да го скршат законот, и да не применат, и да ќутат, и да има, реков, честни. Има честни. Вие споменавте дека сметате дека нашите закони имаат празнини, свесно, намерно изработени така, но се подсетиме на самите почетоци, да рече, во контекстот на при распадот на втората Титова, значи Југославија, СФРЈ, Македонија и Словенија по Бадинтер бе единствени кои ги исполнуваат условите, тоа значи дека сите неопходни чекори што треба да бидат предземени од нашето раководство, тогашно републичко, во насока на исполнување на строгите критериуми поставени од Бадинтеровата комисија и од Европската комисија, Европската заедница гледано генерално, тоа значи дека законите и сите оние чекори што биле влечени биле добри и законите се добро изработени и тоа доведе нели да имаме она што рекува позитивна одлука за нас и за Словенија од Бадинтеровата комисија. Значи ние знаеме да изработиме добри законски решенија, некогаш, како што наведувате во сите овие 3 децении, се случуваат и такви фалинки, односно празнини во законите, но јас сметам дека клучно е и при изработката, и при спроведувањето на законските решенија, пред се на уставот, законски решенија и одредени амандмани и под законски акти, клучна е политичката волја. По кулуарите, а и јас го делам тој став, и оваа втора шанса не смееме да ја испуштиме. Последна шанса е. Така. У мене. Првата политичка влада, 92 на Бранко Црвенковски. И оваа влада, последнава сега, актуелната, ај така да кажам, на професор доктор Христо Мицковски, ја имаат таа и оваа влада, ја имаат таа политичка волја за да тргнеме напред и да не дозволиме мешетарење и толкување вакво или онакво. По мене, политичката волја е клучна. Споменавте дека има судии кои што си го обвинители судии кои, односно во таа правосудна афела, кои што си судат и постапуваат по основата на законот. Онако што е напишано, а не онака како што политичарите на запад така да кажат. Овде допунам, ми текна за една покојна судика. По духот на да речеме меѓународен договор. Не, се знае што е напишано, тоа мора да се спроведе. Вака од честните судии, која е покојна, ми текна сега ампасан да го кажеме, вака е и као дуен своевремено имаше граѓанска судика, не го кажувам името, меѓутоа една од најчестните, господа беше, језда стручно не беше може најмајстор, меѓутоа никој не можеше да интервенира кај незе. Јас тоа време така и почнав формалистички, немаше такви тужби у граѓанското, со сите законски прописи, за да не се влечка, од старт правев, иако бев мату адвокатурата, правев како у Страсбург тужби со све. Не чекаме одлагање на тој дел, бев највир можеби, иначе со одлагањето на расправите се течеше и наградата, разбираш. Меѓутоа, стекнав авторитет кај некој суди, кај некој барав изземање, со некој се расправав стручно и како Бакли, оштриот адвокат
писмениот не викава, ама признава, не смеа. Судиката ме прашуе, а постар при крај, да речеме, требаше више да напредува во апелација. И ме прашуе, господин Бакли, те почитувам, ме почитуваш, ме знаеш, пошто и од другите кажува дека кај незе, Господа дојде, ќе суди по право и колку што знае по закон. По словото на законот. Може и да погреши некогаш, пошто едукацијата стручна не беше врвна кај пуно суди збориме, пошто мислам, иако беше искусна судика, фирми кај што има авторитет. И ја и викам, господја судија, да ти кажам, сакаш право, ти пошто вака судиш, никогаш нема да дојдеш у апелација. Зашто, господин Бакли? Пошто судиш вака. Каква апелација, каков ѓаволак, викам. И онама малце дојде директен почнем и после испадна така. Почина и потиде у пензија од првостепен граѓански суд. Така и тоа квалитетен и чесен судија. Значи и чесноста е поред квалитетот. За мене прва е чесноста, пошто се учи и со помош индиректно на адвокатите со предметот. Немаме можеме неписмени толку суди да не знаат што е право и би требало да знаат сега плюс со академии, тогаш не беа со академии, да не знаат дека законот е таков. Ако не знаат, ќе бараат толкување или ќе поднесат и иницијативи до Уставен суд, се овластени со закон задолжени, ако има проблем нешто од законите уставот. Така да не се работи за незнаење во Македонија. Има многу писмени што знаат, меѓутоа повише се за примена на правото. Иако тие писмените и писмените правници и суди и адвокати ги користат овие фалинки, односно швајцарското сирење, кај што може да го направат тоа во име на законот. Иако е противуставно, ама и утре, како што е овој случај, што ќе го кажеме со починатата Теодора во Тетово. Тоа и говори, Даскале, значи, во политиката, еве сега, модерно е, или некои смета цена дека така е модерно, и често наместо она што се нарекува словото на одреден договор, што политичарите на глобално ниво ги испорачуваат, да се преиде од она што е словото на договорот, да се преиде во така наречен неформален духот на договорот, значи каде што во делот на тие меѓународни договори може да се толкува и вака и онака, па јас тоа го велам непочитување на меѓународното право. Но во правосудната фела, јас лично како граѓанин сметам дека треба да има она што нарекува децидно, дословно толкување на словото на законот и негова имплементација. Вака, само една ситна исправка. Да. Секој, не само судиите, а за судиите има посебно и начелото дека секој е должен да го почитува уставот и законот, а за судиите има дополнително дека судиите и кај јавните обвинители се должни да своите одлуки ги носат врз основа на устав, закон и меѓународни договори. Во однос на интерпретацијата што ја прават и толкување, не се овластени да го прават тоа. Тоа, ако не им е јасно, мораат да бараат толкување, имаат автентички толкувања само собранието. Никој друг, ни Уставниот суд не може да толкува. Така е нашиот уставен систем. Така се и западните уставни системи, зависи од разлика, континенталниот сигурно е таков, овој другиот е дукше, што амандманите праксата кај што е. Да, англосаксонскиот е сосема со обичајно право кај што е, таму се пресудите уште по правда судат они таму. Како што била една пресуда, ретко ги менјаат, мислам, ставовите, осим Врховниот суд. Меѓутоа, значи овде уште овде зашто кај го користат па и со експертите врвни кога разговарам од мојата генерација, и тоа се експерти врвни од кривично право, залагањето мое дека и судиите и обвинителите не може да толкуваат закон, да не речам другше, за амандманот дека не важи
не може да важи тој дел и дека е тој противуставен. Они тоа го оправдаат со една одредба која се однесува од аспект на независноста, али конкретна, кај што е судиите имаат слободно судиско уверување. Меѓутоа, како правници обични и студентите мои знаат, ги учам, а камоли експертите, камоли судиите и обвинителите, кога го знаат, може трета година на правниот факултет, дека слободно судско уверување важи во формалната постапка, каде што слободна оценка на доказите во граѓанско се вика и во кривично е тоа, каде што доказите поединачно се ценат од судот и после сите заедно и судот цени кои докази ќе ги употреби као валидни. Меѓутоа сите мора да ги изведе до негде. Само во однос на формалната изведување на доказите. По мене и тамо би требало да важи онаа норма дека сите се одговорни пред законот, ако направат злоупотреба, ако се докаже. Што е тешко таму да се докаже, меѓутоа и таму по мене мора да има одговорност секаква. Прво кривична и друга, како се крши и тие правила. Со тие флоскули објаснуваат дали намерно, ненамерно, и јас како што ме дал Господ, ме почитува до денеска тие, барем моите колеги врвни кривичари, им кажувам дека ако дојдам у прилика, ќе ви ги одземам тоа. Тоа е флоскула, ама директно така, бакли како бакли го знаат они, пошто ме знаат не како експерт, ме знаат како од спортиста на факултет. Тоа што таму по кривично право има 8-ца и 7-ца е бачиш, ама другите предмети не бев да се става како нив. Едва и поминува, така беше ситуацијата. Меѓутоа, им кажувам дека за ова професоре ќе ви ја земам дипломата, докторатот. Они се смеат зашто? Зашто ова е незнаење, у смислу, пошто овдека ова што го и австријскиот закон што го има, и германскиот што го има, и нашиот што го имаше своевреме, и уставот што задолжува. Овде се работи за уставната обврска да секој да го почитува законот, односно обратно, се работи за непримена или кршење на законот. Јасно. Материјално право се работи. Или повреда на материјалното право. Повреда, кршење, тоа е македонски, пошто беше преведено од југословенскиот закон и македонскиот, кај што стоеше кршење на закон, одговорност за кршење на закон. Во тој контекст вие предлагате иницијатива? Да, иницијатива да се врати кривичното дело, проширено беше првин само југословенското, односно нашето македонско, сега предлагам усогласување со законот, членот што е кај што е во Германија и Австрија, кој уште функционира. Кај што не само судиите, сите јавни функционери, кај што стои, кај ја ги кажувам службени лица по нашиот закон, што се сите службени лица, за да биде прилагоден нашиот кривичен закон, кај што стои и арбитрите, бидејќи и арбитрите судат, а во сите функционери паѓаат и управните суди и органите на власта што во управна постапка, сите, затоа и вториот дел на формулација, сите што овие, што во при одлучување за правата, го искриват законот, така е преводот, или го скршат македонски, во однос на едната страна, и тука значи тоа е бидието, не треба ни намера, не треба ни штета, само повреда на правото. Што се докажува лесно, иако тешко би било кај нас. И у германскиот закон има одговорност 5 години затвор. Ја предлагам, пошто ние сме, кај нас треба построго, до 10 години, како е таму. Како ќе го стават казната, пошто вака стои првото правило на вториот мој предмет криминалистика е со зголемување на кривичните дела, обемот и обемот и начинот на се зголемува и казната. Тоа е првото правило како е превенција против криминалот. Тоа е од криминологија. И 2023 некој кај што е зголемените делата и тој дел се дрзнал, иако не знаеме до ден денеска испитуваа брини тие кој го направил, нема експерти и се откажаа врвните експерти дека не го правеле, законот испаѓа дактилографката
дактилографката во Министерството за правда го правила предлогот оној што е катастрофалниот, што е оценет од сите и што го признаваат и партиите и сите, а пројде и уште Уставниот суд го среќа што поведе постапка, не дај Боже да беше како што е нашето и Уставниот и сите, да одбие можеше многу лесно иницијативата и ќе се сликавме и ќе останеше овој законот, меѓутоа пошто тогашниот пратеник, председател на Павле Трајнов што ја пушти иницијативата, побара плюс времена мерка. Времената мерка требаше одма да се расправа за незе. Уставниот суд под претходниот председател ја држеше од фиока како така, овој ја извади барем храбро, меѓутоа нигде нема што направил со времената мерка. Времената мерка на овој Уставен суд му даде шанса да 6 месеци ја продолжи оваа агонија, меѓутоа со времената мерка ќе го вратеше автоматски старото решение. Со времената мерка ќе го забранеше новиот член, кај што се дава амнестија да продолжи, немаше да важи таа уназад, не можеше да се исправи тоа еднаш, завршено тоа. Господ не може, тако е правото и општото право, само во Хрватска и во некое право има да не важат во транзиција кривичните дела, никогаш да не застаруваат и уставот го има, меѓутоа има и такви решења. Предлагав едно време во нашиот закон поодамна да делата кривични во приватизацијата, во транзицијата не застаруваат како други дела, по мене бидејќи тие беа против народ и држава, пошто приватизацијата знаете што се направи, целиот општествен капитал 4 милиарди марки беа плјачкани, така да тие не требаше да застават, ама сите се застарени. Едино не е застарена контролата на тие дела, што УП ја правеше, нема предвидено застареност тука, може од аспект на тој дел и од аспект на оново што е законот Килав, ама граѓанската конфискација, меѓутоа кога ќе или законот што стои да се донесе што треба да го пишуваме како предлог, го имаме тој бившиот југословенски закон за потекло, испитување на потекло на имотот. Тоа би дошло може решение, меѓутоа иако одредени политичари во тоа време, паметам, како така млад, па и студент, се повикува на тоа дека вредноста на капиталот 4-5 милиарди тогашни германски марки не можела точно да се одреди затоа што не биле котирани на берза, не постоела берза, па не отаму преку акции, харти од вредност и затоа не можела да се одреди вистинската пазарна вредност и тие што биле назначени во 90-тите години назначени да го спроведат тоа вреднување на капиталот на тие фирми, го спровеле така како го спровеле во време на војна блокада, санкции од Обединетите нации кон север, јужниот сосед наш мил санкции према нас, војни конфликти и дека е дошло до мој драг колега обезвреднување на капиталот. Колега помлад ме погоди сега од мојата втора од овој аспект борба или љубов е процесот и борбата во процесот на приватизација, криминалната приватизација. Од таму 96, 95, 4, тогаш почна, меѓутоа мојата борба покасно покасно, тоа почна тој процес да се реализира. Иначе законот по Антен Марковиќ беше еден од законите за кои што не беме спремни ние, кај што беше и тој другиот на Јаневски, што го викаат, беше правен од израелските експерти, кај што беше, само не беме дораснати, беше еден од најдобрите закони на приватизација во Европа. Тоа беше платена приватизација. Меѓутоа, никој немаше средства, затоа и не го применива и го ескивирава и направива голема корупција, бидејќи никој немаше средства, ќе требаше во Македонија може ќе беше подобро да главните фирми, најјаките фирми да ги купат странските фирми, бидејќи никој немаше толку средства да купи акции и тој дел, пошто тие беа приватизирани само 51%. Така да во истовремено обезвреднат капиталот. Тоа за време на војни, во време на санкции. Не е пречката
Губење на пазари. Оваа проценка може е минимална од 4 милиона марки, 4 милиарди. 4 милиарди марки, 4 бидејќи до 5. тие проценки се правива од по законот на Анте Марковиќ. Бидејќи тие акции што викаат они интерни, што немаше берза, Да. и тој капитал се правеше за да нашиот, пошто Анте Марковиќ без разлика на тоа што како, јас тогаш тоа се правеше покасно дознав што е тезата, се учиме, пошто он беше повозрасен. Анте Марковиќ сакаше во Југославија со тој закон да воведе модерна, да преслика дел од енглеската работничко акционерство, кај што беше лабористичката работничка партија, кај што има работничко акционерство. Не е ли во англосаксонскиот свет доминантен капиталот и неолибералната капиталот е економија? доминантен, ама работниците у пуно фирми имаат добиено акции и се собственици, пуно големи фирми. И во Енглеска, пошто беше таа лабористичката и работничката партија, која почна од Маргарет Тачер, Тачер беше на конзервативците, ама која направила после тоа со овој... Може би нашиот модел требаше да биде поблиску до словенечкиот. Не, словенечкиот е друг модел. Не. Ама велам може би требаше да биде поблизок до... Тоа дали беше за ваучери поблизок, меѓутоа Словенија е Словенија, ние идеме и таков модел да имаме, ќе го направиме още направиме. Се сложува дека треба да направиме една цела емисија можеби во... Не е проблемот моделот, не е проблемот и рачунот, меѓутоа мојата проценка не е најстручна, меѓутоа гледајќи го по сегашните акции и вредноста и по капиталот на големите фирми, беше, пример, да речеме, некои големи, најголеми, беа 65.000 марки проценети. Сега се тие 6 милиарди проценети капитали, а со исти средства, може има некои инвестиции, меѓутоа не е разликата таа како што и тие причините. Бидејќи капиталот, проценката на капиталот по тие законски прописи беше проценка на вредноста на капиталот. Вредноста, не на акциите. Тие не беа акционерски друштва која почна. Ти има само интерни акции. Тие има и пред интерните акции почна проценката за да се издаат интерните. Интерните акции беа издадени на проценките што се правева за корис да добијат работниците, пошто беше тоа работничко акционерство требаше да биде. Пошто доминантни собственици на сите фирми беа работниците. Да се така што напоменав, веројатно во некоја догледна иднина ќе треба да направиме цела една емисија за она што се случуваше во приватизацијата 94-95-96, па и порано со законот што го споменувате за трансформација на предпријатија во државна собственост, со законот на Анте Марковиќ, така попознат, но сега би се навратил крај на емисија вториот дел иницијативата ваша со предлог амандмани за измена и дополнена на законот за судски совет. Па би сакал да поминеме низ некои членови. Вели амандман 3 во законот за судски совет, овој што е изложен во Службен везник 2019, по член 43 став 1 се додава зборот и председателот. На што се мисли конкретно во сакам да поминеме низ некои генерално ќе збориме за тој дел, конкретно амандманот генерално ќе збориме вака. Во тој закон, пошто ги видиме проблемите не само јас и праксата, го види и Октанската мисија и праксата уште, дека тој судски совет, сите сме единствени, не функционира. Не функционира советот. Односно, функционира, како што рековме, кого сака се собрала групата, лобито, кој сака судија ќе го разреши, без разлика а кој судија и докажан и на листи, на нисти, не го разрешува, ќе му даде опомена, парична казна, ѓаво врака, а доказите се за кривични дела дури, иако не одговараат, нели? Па така наведувате во предлог амандман. Предлог амандманите идат во реформирање на системот на судскиот совет. Дел се од аспект на дела што се технички помена од Октанската мисија, дел се такви
технички што се во однос на председателот, пошто вака, во двата закона, и во законот судски совет, и во законот на советот на обвинители, има за разрешување на судиите, пошто тоа е тело за тоа, и за разрешување на обвинителите, меѓутоа нема одредби ни јасни за само разрешување. Кој ќе ги разрешува нив? Па затоа и велите во предлог амандман 4, судијата после членот 6 се додава нов член 60 кој гласи: судијата се разрешува од судиската функција. Две точки, поради тешка дисциплинска повреда што го прави недостоен. Во овој аспект се поправање, во овој аспект ги има овие за разрешување на судиите. Има. Меѓутоа поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција. Ги нема базичните со устав што се ставени, ги карикираат за пошто ставено нестручно и несовесно работење, по тоа по мене све се подразбира, ама ја допунив со тоа што каде што стои дека за непочитување на устав и закон кој што им е уставна одредба. Оно што го зборуваме за кај што е и кривично треба да одговара за кршење на закон, а они ги немала така стрикно, имала допуна дали од тоа настанале штета, дали тоа било со намера, како да се работи за кривични дела, ја им ги скратив тој дел, имаше прецизирање. Вели и одлука за разрешување на судијата донесена од судскиот совет. 3. Суденат на правосилноста на одлуката за разрешување на судијата од страна на судскиот совет според основите од ставот 1, наведен погоре, на овој член на судијата му престанува правото на плата. Тоа е амандман 4 кој што го предлагате. Потоа вели амандман 8 во Закон на судски совет после членот 60а се додава нов член 60д кој гласи, значи тоа би му дошло, значи не преди при крајот таму да, сега само велим, сметам дека се некои битни се технички не исто битни. Став 1 председател на суд се разрешува од функција председател кога судскиот совет во постапка ќе му утврди исполнување на некои од следните основи: пречекорување повреда на законско властување, незаконско и ненаменско располагање со финансиски средства на судот, влијање на независност на судиите врска со одлучувањето по одделни предмети, неприменување на одредбите во врска со управувањето и распределбата на судските предмети, повреда на одредбите за донесување и измена на годишниот распоред на суди, ако председателот на судот не го извести судскиот совет за сторена потешка дисциплинска повреда од овој закон од страна на судија во судот во кој е председател, доколку настранувањето на повредата му биле познати, оневозможува вршење на надзор во судот согласно со закон. И став 2, најдосно до 1 март во текуваната година, ако председателот на судот не го достави извештајот за реализација на програмата за работа за преходната календарска година од ставот 1 алинеја 7 на овој член во законскиот рок, став 3, преставка иницијатива за покренување постапка за утврдување на одговорност на председателот на судот може да покрене секој граѓанин правно одисе. Овие ставови дел има, ама дел се прецизирани, за да биде јасно и гласот, дел ги има некои карикирани со вие ги допрецизирате со дополна и второ ова што е со нови членови. Има проблем што ја го решавам со уставно право да секој граѓанин може да покрене иницијатива. Тоа беше и во стариот закон за републички судски совет се викаше тогаш, дека секој оние избегнуваат таа иницијатива и граѓаните во пракса покренуваат иницијативи, во пракса ама тие иницијативи ги ставаат у кош до сега, за некој што сакаат ќе покренат, меѓутоа онде за предлогот потекнува од судскиот совет, предлогот од комисија, како што е судскиот совет, комисија оформуваат, нели, како што е дел, и они прават предлог, и после судскиот совет одлучува за тој предлог седница. А граѓаните што го имаат оно уставно право да можат представки да поднесат иницијативи, го избегнуваат. Овде им даваме чисто од уставот на граѓаните дека покренувањето на иницијативата на постапката дека има уставна категорија. Секој може поплака да поднесе истој за да може и граѓанскиот сектор и да биде проактивен, што го викам ја, што го викаме демократија. Што го викаме
промовирање на системот, Па да, промоцирање. и промовирање на демократијата. Или верите во амандман 11 во Законот за судскиот совет излезен во Службен вестник 2019 во член 68 ставот 3 се вриши, значи навлегувате доста темелно. Ова е интересно. Велите амандман 14. Доколку собранието на Република Македонија не го усвои извештајот за работа на Советот, тоа представува основ за утврдување на одговорност на председателот или сите членови на Советот, за спуштање на целиот Совет, разрешување на сите членови и председателот. Ова го потенцира од аспект на следново. Пелиме, премиерот ги повика Судскиот совет да се поднесат оставки, така? Тие не поднесува оставки. Доколку според овој амандман што вие го предлагате, ако се прифатат овие амандмански рамки што вие ги предлагате, собранието законодавниот дом, ако не го усвои извештајот за работа на Советот, тогаш тоа представува основа за утврдување на одговорност. Значи вие со овој амандман 14. Ја го премостувам, само да те разбрав, што Так. да праша извини. Ја го премостувам деловникот, празнината што зборуваме преска за так. интерпелацијата, Так. за да не го менјаме деловникот, сега пошто законот се менја, Така. да се премости, само не знам дали се дораснати и дали ќе сакаат тој да го премостат и дали ќе го разберат. Мислам ќе разберат што значи тоа. Тоа значи дека пошто ја имам уште една таму законска што е на крајот со нов закон иста е алатка која ја пушти до председателот на влада, премиерот и до председателот на собрание и до министерот за да се реши овој галиматијас од проблеми, зашто Гордиев јазел. Гордиев јазел како Александар Македонски што го удрил, што рече овој у глава да ги удри премиерот кој што вика тој дел, иако може изразите се исти партизански како ја што зборам некош, мислам недолични за премиер и тоа, ама времето не Јас нема. како внук на учесник во Народно-освободителната борба, партизанскиот речник, партизанскиот дискурс, партизанската борба за мене е ама друг се не разбира тоа. И секако во мојата фамилија има и комитски, има и партизански. Се не разбира. И комитското и партизанското за мене е највозвишена борба и за слобода. И сметам дека нивниот речник и тоа како бил окей. применлив и тогаш и сега и комитски и и партизански. Дозволен јас, друго што кажувам, мислам сега академскиот дискурс е друго. Не, академскиот друго, ама некош мораш да те разберат полесно да им Па во овие амандмани овде академски Па мој академски. така. И прецизно. Меѓутоа, ова е премостување на тој дел и лесна работа да утре и пак ќе дојде можеби до арбитрирање дали е тоа или вака, меѓутоа јасно е тука дека за ова извештајот, пошто собранието носи извештајот дека не го прифаќа. Тој го собранието го носи. Децидно наведено. И ја враќаме топката да не биде за сите збориме овде, не само оние што ги бира. Јасно. Ја враќаме за да не се мешаат еве собранието се мешало у судството, у друга власт, ја враќаме топката да они мора да одлучат, пошто ќе биде основ за разрешување на судскиот совет. Сега, кој ќе ги разрешува нив? Па алтернатива даваме второто сега. Дали сами себе ќе се заречуваат што е и тоа римско правило што го кажувам, не може секој сам себе да одлучува за своето право. Тоа е од римско. Секој сам себе да се разречува. Ја предлагам алтернатива да има Виши судски совет, тоа го има Лабовиќ у книгите свој. Да, го наведено и овде. Разработен на така, предлагам варијанти од тоа да се земе независно тело, изборот на тоа независно тело и составот го кажуваме како кои експерти, суди, овие тие, како ќе биде изборот, ставаме предлози кои што можат алтернативно да се предложат, кои што лесно ги имаме конкретно со амандмани. Сега дали ќе ги поправат тие амандмани у текот на дискусијата и тој овде е понудено и на крај понудувам за да се разреши брзо овој галиматијас, пошто по мене нека се љутат, таму имаме пријатели и од едниот судски совет, и од обвинителскиот совет некој ми беба и се, кај што стручно ме почитуваат, ги почитувам, меѓутоа е оно правило што од векови е, оној што е дел од проблемот не може да го реши проблемот. Да пронајде решение. И зашто е предвиден и зашто Албанија напредува и не направи нас дека сме 100 години уназад од нив, иако од социјализмот тргнавме
100 км напред пред нив. И во Нека судство нека и им се. се среќа на сите. Зашто беа храбри до крај, Точно. правеа ветинг, а не нивните политичари не измислуваат дека странците не ни дават ветинг и Петко и странците можат да ни помагаат, да даваат тој. Меѓутоа, овдека ако си премиер на оваа држава, како овој премиер, ни странци, ни манци не може да одлучуваат за, ако си храбар и чесен, за да направиш како што треба да направиш. Овдека сите граѓани и тие 500.000 граѓани што беа баат и ветинг. И ветингот како ќе се спроведе? Овдека ветингот полесно ќе се спроведе за овие тела, ќе се спроведе со преодните одредби кај што собранието еднаш се донесени, кај што им ги дадов таму на крај, дека со предните одредби од овој закон, што ќе биде сега новиот, тебе нов закон, а лесно е, има елементи на нов со овие, што се тој дел, да им престанува мандатот на овие што се избрани со стариот закон. Тоа е одредба која е помината и не е противуставна до сега. Во однос на 2007 која беше за членовите на судскиот совет, на советот на обвинители. Така да, неспорно е тоа и правото по устав дека собранието носи закони, не носи друг никој, и со закон ќе беше да им престане мандатот, по сила на закон, не по дека биле вакви или такви. Меѓутоа, проблемот е што е политички, што не се слагам јас, премиерот им каже, и нормално ќе биде така, додека не се изменат сите закони, со пуно разговарав и што се бивши политичари и што се Дали има така категорија бивши политичари? Во коалиција, пријатели мои и честни начиноборци. Едните се у коалиција, другите се со друга коалиција и тоа се борци, мои пријатели, нека си мислам нема да се најдат од вајда. Што е проблемот и со некој што разговарам и вака, и еден експерт што се прави од младите експерти што разговараме, што води она една од тие коалиции за правично судење, и тој кажува, јавно кажува, да, корупција, тој дел мене не се слагам да се разреши тој зашто било проблемот, зашто по разрешувањето на овие ќе ставиле со тефтерчето партиски и тој дел. Пошто системот е таков, неспорно. Меѓутоа, ќе се поправи со изборот, нека се стави во тој закон изборот да биде барем минимално, иако еве го изиграва и тој како што беше првата антикорупцијска. Истиот систем беше втората антикорупцијска, зашто македончето, иако се македонци за мене, уште се борам за нив, меѓутоа, како македонец, меѓутоа, ние сме експерти од Турско до сега да најдеме дупка и кај што не се наоѓа дупка, да го изиграте. Имаме систем, по мене не беше системот, пошто ја бе учесник на антикорупцијска, со ваков габарит и настапив таму, дојде и од Ансара Бентос, ја викнав, се познаваме со садржина да постои прашање, нели ги има право, меѓутоа, кажав дека не сум партиски, дека не ме интересира тој, и не бев ни уши избор, иако и ме знаева и некои од патениците, не лобирав нигде, не бев избран, што може би подобро што не бев избран, иако со тим, со Билјана, со тој тим, пошто ги знам, и оној што беше Баџанак што го правева Нури Бајрами, и цел тим, ама воđата на тимот испаднава дека шампиони се и нема повторливи да бидат, за жал, на таа антикорупција. Дај Боже, сакам да има, така да у тој дел не значи мора да се обидеме и да даеме шанса. А политичката волја до сега, по мене, иако партиски не сакам да се инволвирам, пошто можам да карам, ама ја гледаме политичката волја дека уште издржува, а второ, ја знам дека му е најтешко, не знам и јас со оваков габарит на издржливост и све, пошто он има 300 чуда да оправа оваа држава, не само правниот систем. Почна од правниот систем, меѓутоа, ова испадна од инвестиции, од целосна поддршка за премиерот, да истрае во неговите намери. Од тоа зависи, од тоа за нас зависи опстојот на државата. Државата да обстои, се сложува. Пошто најважно е, поред све тоа, поред економијата, поред све, најважно е правниот систем. Зашто и од правниот систем од неправдите бегаат младите,
инвеститорите странски, домашните инвеститори. И разочарувањето на овој народ, иако не го правдам, мора да се бори, пошто јас е ваков габарит, борба за корупција и све, за некои мои предмети по денацизација, приморен сум да молиш, да бараш врски у суд и тоа да ти прават од кај што е чисто, да те доведат, да не сум до сега понудил ми тоа, ама да те доведат, не смеат да ми побараат, да те доведат дури некогаш да речеш налет, оваа борба по 20 години, налет еве ви Нема 10%. Нема откажување. Не, ама ме разбираш, не смеат од мене да побараат, поради знаат кој сум, што сум, меѓутоа сакам да ви речам, уразмислете, те доведат налет 20 години да се бориш со 2-3 предмети за од мајка ми, од татко ми за денацизација и таков криминал да ти прават. И пријави, мијави, и обвинителство да се запираат, да прават. Мислам, таква борба лична имав и за странки. Тоа е ужас да речеш кај ќе се морам. Не бива ништо овој систем. Ова што е сликата на моето, за жалост, споредба, на мојата перцепција, односно, ама стварна перцепција за правниот систем и на корумпираниот систем, беше пред да се деси Кочани, истата за целото, не беше, може нема да верував дека толкава трагедија што е жално за погинување на луѓе, меѓутоа видоме и болницата во Тетово што беше. Видоме и овие што се ласкарци и све, тоа видоме трагедиите и таму ги видоме. И не научиме, валјда од оваа трагедија ќе научиме дека системот е тру. И ако системот е, ние го правиме, па сите ние го правиме и ама не сме свесни ние дека пошто сите за да свршиме побрзо работа, почнувајќи од основните работи, бараме врска. Оној пат беше и министерот на тоа кажуваше, може тие примери, јас како гостин своевремено кај моите другари што работеа во Германија, поодамна, во однос на сообраќајот, во однос на тој систем што требаше да се воведе, камерите и тој дел. Не вуат Вајда се, ама требаше одамна. 31 декември И германците да не се попаметни од нас, од македонците, не се. Меѓутоа, дедо ми е упрашање. Чуварот, казните се, тука ти доваѓа дома, ти 2 пати 1000 марки плати која беше, па да видиш како ќе возиш. Решението е да се надмине неказнивост. Не, тоа е само казнивоста. Односно да се спроведат законите преку одредени санкции. И тогаш навиката се менја, како викаат, силата менја све. Да, се менува и све. Нужноста. Почитуван даскале, драг пријател, ви благодарам на ова исцрпно објаснување на некои од вашите инициативи за измена и дополна на закон за судски совет, за јавни обвинители, за новиот предлози за дополнување на законот за кривична постапка, кривичен законник. Можам само да ви се заблагодарам што издвоивте време да ги образложите сите овие ваши иницијативи. Лично да ви посакам многу здравје и да издржите оваа борба за правда до победата и по неа, нели велат, а особено ја сметам дека не смем да ги изневерам сите оние мои илинденци, предци, партизански предци кои што се бореле за да имаме ова што го имаме денеска, суверена, независна македонска држава, интегрирана таму каде што мнозинството народ сака да биде интегрирана, а при тоа основата или фундаментите, темелите се почитување на уставот, законите, сите оние подзаконски акти, само така институциите можат да функционираат. Или таа флоскула со сите употребуваме владење на правото. Владење на правото. За крај само сакам да се заблагодарам, па ќе соработуваме уште натака, меѓутоа сакам да кажам дека овој материјал е составен дел и при крај мојот практикум за
борба против Тој ќе корупцијата, биде јавно обзнанет. кој ќе биде јавно иштампан и кој е посветен на факултетот на безбедност, на студентите, на деканот на факултетот и на неколку професори со кои соработувам. Посветата ќе биде и на нашава влада, која прв пат за мене има политичка волја со неколкуте министри, на собранието кое како така до сега, барем со интерпелацијата и со некои работи, покажа дека сака да донесе нешто и да направи, што до сега не беше пример, и уште на неколку мои што ми помагала соработници во довршувањето на овој практикум, кој што го прави меѓувремено најтешките. Меѓутоа, сакам да остане трага и да го знаат, да не се прават утре дека го немало, не го знаели, иако за иницијативите ќе бидат може дел сликани или ќе бидат наведени, дека сите иницијативи согласно уставното право како граѓанин, член 72 став 1, секој граѓанин има уставно право да дава иницијативи до надлежните органи кои се пратениците владата за иницијативи за до собранието да даваат за промена, измена на законски прописи. Јасно. Јас, моје 15-20 години, за сите овие иницијативи, пошто се овие дел правени со нијанса, во последниве се со новите сознанија и новите ситуации, меѓутоа, ја ова го правам до влада, до министерствата, до парламентот, некојаш до сите пратеници за пуно законски прописи. Имало малце резултати, со тие се гордеам. Законот за медијација дел имаше, амандманите ги прифатија, па после тоа направива некои работи, така да тој дел нема да остане незапаметен, барем запишан во практикумот, кој ќе остане и за да учат студентите, и за историја, и за правно надградување. Јасно. Драги гледачи, 100 минути, значи речиси 2 часа, во 2 дела, значи 2 емисии, интегрално ќе одат една по друга. Уште еднаш да му се заблагодарам на даскалот, пак ќе повторам, значи експерт по проблематика на кривично право, кој што своето знаење децениско, но повеќе децениско искуство стекнато како дел од институциите на системот, преходниот или овој повеќе овој демократски систем, каде што имаме нели повеќе партиски демократски институции, своето искуство го пренесува и на студентите на факултетот за безбедност и му ветувам дека оваа соработка ќе продолжи. Нема да останеме на овие 2 интегрални емисии. Благодарам уште еднаш.